Почитувани гледачи, добре дојдовте во политичкото интервју на Актуелна телевизија. Овдека на Широксога заедно со мен Ивор Величковски, председател на Либералната партија. Денеска во Битола отвара локална канцеларија, повод да го искористиме за политичко интервју за прашања поврзани од актуелната ситуација во Република Македонија. Добре дојдовте во Битола и на Широксогак. Добро вечер, благодарам за поканата и среќен сум што сум тука. Груевски низ градовите нели реализира проекти како лидер на партијата. Вие отварате канцелари, Заев го нема, ќе има избори на 5 или попрецизно дали на 7 ќе се распушти парламентот? Дали ќе има избори или не, зависи од тоа дали сакаме да одговориме на прашањето искрено. Односно, ако сакаме да продолжи кризата, ќе има избори на 5, ако не сакаме да продолжи кризата, односно ако сакаме да најдеме решение и да тргнеме во нов почеток, тогаш нема да има избори на овој предвиден датум. Еве 2 дена до оној датум кога треба се распушти парламентот согласно одлуката на што донеса, ќе ни се повтори ли претходно ситуацијата дека во последен момент во 5 до 12 ќе треба да ја отповикуваме одлуката? Искрено речено не знам, но јас би посоветувал следното. Кога ќе се емитува, впрочем, ние веќе ќе знаеме горе-долу како што се случува. Поборник сум на тоа дека опозицијата мора да ги покаже своите црвени линии и она што значи следење на интересот на државата и на граѓаните. Мојата замолница, се надам дека ќе допре навремено пораката. Овој пат опозицијата мора да каже доста е, овој пат одиме со промислена програма и одиме со промислени чекори. Првото е да се одржат избори во моментот кога ќе имаме одвоена држава и локална самоуправа од партијата на власт, а потоа можеме да зборуваме за друго. Мојот совет, мојата сугестија е опозицијата да го направи првиот и потребниот чекор. Ние се водиме од интерес на државата, а не од интерес на една или друга власт. Ќе ве цитирам во едно мислење дека избори според вас треба да се одржат крајот на 2016 година или почетокот на 2017, калкулациите се заради локалните избори? Да, ако сакаме и заради практичност, ако сакаме да зборуваме реално, ние имаме избори за една година, локални избори. Второ, да покажеме дека немаме калкулации. Кандидатот ќе биде на една листа, нема да има право да загуби сега па да се кандидира на било што друго. Ние сме должни да превземеме одговорност како политичари зборувам. Добро да душа ако зборуваме за тоа дека треба да се верува во политичарите и ако зборуваме за некоја форма на политички образ. Второ, она што треба да го нотирам, впрочем и моето присуство денеска тука. Да, ние отвараме канцеларија бидејќи партија може да отвара канцеларија и партиски лидер е должен и треба да присуствува тука. Но ние сме тука да речеме денеска да му дадеме поддршката на нашиот Васко Стојковски, кој што ќе биде председател на општинската организација. Но ние не одиме да се занимаваме со државни проекти или со проекти водени од институции. Еве само една илустрација за тоа колку е споена државата со партијата на власт. Затоа и велам, потребно е да ги одвоиме изборите во овој момент да се знае дека додека не ја департизираме државата, односно додека политиката се води во институциите врз основа на јасна програма и политичка волја, во тој момент ние ќе можеме да зборуваме за развој на македонската демократија. Во овој момент ние имаме само фарса. Да не ги наведувам натаму примерите со така нареченото почистување на избирачки список или со така наречените медиумски реформи кои гледаме дека веќе се помалку било кој ги зборува. Некој ќе рече Величковски во Битола отвора канцеларија, значи и тие се подготвени за избори на 5 јуни. Не е тоа проблем да кажеме дека сме подготвени. Не е проблем да се билдаме и да зборуваме за мачо политика. Нема политичка партија што ќе каже дека не е подготвена за избори, а опозицијска партија не сме да биде неподготвена за избори. Но сакам да зборуваме да ги нарекуваме работите со вистинско име. Прво, ако се убедуваме дека власта не е корумпирана, тоа е како да се убедуваме дека јас сум балетан, а мислам дека од приложеното тешко е може да се каже такво нешто. Истото треба да се го кажеме сега и во делот кога зборуваме за другите политички партии. Ако ние сакаме да се убедуваме и да создаваме атмосфера дека изборите се неопходни, нека кажат. Либералната партија проценува избори во овој момент, во вакви околности и во вакви услови се штетни. А оваа политичка криза на крај ќе мора да заврши со избори. Но нашиот совет е да не одиме на избори заради избори, после кои ќе мора да има уште едни избори. Но не е ли овој предлог период во кој граѓаните велат дека веќе ситуацијата е измачувачка? Ситуацијата е измачувачка многу подолго време. Ситуацијата е измачувачка, ако сакаме да зборуваме временски да лоцираме веќе од 2011 година, кога ги имаше хоризонтите на оваа политичка криза. Па се случи 24 декември 2012, па се случија проблематичните локални избори, па се случи парламентарните избори во 2014, значи за година дена потоа, кој ја отвори оваа криза. Оваа криза нема да се расчисти додека не се прочистат институциите.
И тука да не се лажеме. Ние имаме институционален проблем, имаме проблем со сршта на државата, со столбот на државата, а тоа се институциите без кои нема стабилен систем. Затоа повикувам. Ние имаме сега шанса, да искористиме шансата. Не да го поништиме само системот на лошо владење, туку да го ресетираме партискиот поредок. Партиите нека се откажат од контрола на институциите. Институциите се на граѓаните. Партиите се само за одразување на политичка волја. Специјалното обвинителство треба да ја заврши прво работата или паралелно со изборите или пост изборите ќе имаат се уште работа? Ако се изборите на 5 јуни на специјалното јавно обвинителство ќе му се стави сериозна пречка. Значи, да бидеме на отворено, јас ова што го кажувам не е наменето да им се допадне на членовите на ВМРО, ДПМН или на нивното раководство, напротив ја кажувам реалност. Во овој момент, кога ќе падне првиот или еден од столбовите на таа пирамида на криминалот, не зборувам за тоа за партиите како партии, туку кога ќе се начне столбот на кој што е заснована пирамида која што ја злоупотребува власта, во тој момент ќе започне нов бран во јавност, не во политичките партии, туку генерално во јавност. Затоа и повикувавме уште од 2014 година и денеска повикуваме концентрациона влада. Влада во која што ќе има експерти, политички представници и во исто време ќе има одговорноста на чинителите што ќе поддржуваат во собрание. Значи ќе има и политичка поддршка, да не може да паѓа туку така, но таквата влада ќе биде неопходно да ги создаде условите и можностите специјалното јавно обвинителство со целокупна институционална поддршка да ги започне и да барем во прва фаза да донесе еден спор, втор, трети така натаму предмет до епилог. По првиот епилог започнува нова фаза во Македонија. И на крајот на ова интервју ви недостасуваат мачките на Ван Хауте? Да, но нешто ми кажува дека скоро ќе ги гледаме повторно. Благодарам Величковски за ова интервју, се гледаме во друга прилика. Благодарам на поканата. Вам, почитувани гледачи, пријатна вечер, поздрав овдека од Битолски Широк Сокак.